На сите вас, зависниците од адреналин, ви нудиме нов начин за уживање. Паркурот е спортска дисциплина или вештина која и пркоси на гравитацијата, а овие храбри момци го опишуваат како уметност на движење и стил на живење. Нивното секојдневие не може да се замисли без скокови, прелетување препреки, искачување згради и дрвја, како и многу салта во воздух. За паркурот зборувавме со Петар Стојановски, кој е дел од тимот луѓе кои се најзаслужни што денес и Македонија може да се пофали со школа која изучува оваа дисциплина. Има повеќе дефиниции, значи според некој прескокнување на некоја одредена препрека што ќе ви се најде на патот на најможен ефикасен начин. Додека според други е уметност на движење, значи начинот на која прескокнувате препреката, значи да се стигне од точка А до точка Б за најбрз можен начин. Во Македонија е присутна од 2008 година, значи ние како тим постоиме од 2009 година, исто така имаме отворена школа за паркур и фриранинг. Значи разликата помеѓу паркурот и фриранингот е тоа што паркурот треба, значи препреката да прескокнете на најбрз можен начин е најлесен. Додека фриранингот е додека прескокнувате таа препрека да изведете некое дополнително движење што ќе биде атрактивно за другите околу. Дали секој може да започне да се занимава со ова или пак потребна е претходна физичка подготвеност? Па за започнување, значи секој може да започне, значи за да си го усоврши своето тело. Сега за тие што сакаат, значи да бидат врвни во оваа дисциплина, потребно да си имате некои предиспозиции, значи најдобра предиспозиција за започнување на паркур и фриранинг е гимнастиката. Затоа што речиси 80% од елементите што се изведуваат во паркурот и фриранингот се застапени во гимнастиката. Така да затоа што и во гимнастиката се развиваат сите моторни способности, така што на тие што мислат да започнат со паркур, тоа им е најдобра предиспозиција, значи гимнастика. Ние сме од клубот Орце Николов, партизанот Орце Николов, најдобри гимнастичари во свое време, значи со учество на европски и на светски првенства, значи за прв пат како македонци што настапиле на европско првенство. Безбедноста е пред се првата работа што треба еден трейсер да внимава на тоа. Значи секогаш не треба да потпаѓате под притисоци на други, можеш да го направиш, значи треба да се почувствувате сами сигурни во себе за да може да го изведете тој елемент. Додека за опремата, значи треба да биде удобна, не треба нешто да биде посебно, значи треба да биде удобна, малце поширока за да може да не се ограничуваат движењата што ги работите. Колку оваа дисциплина е застапена во балкански рамки? Соработувате ли можеби со некои клубови на балканско ниво? Па значи ние контактираме со Светската федерација, иначе во Балканот е многу застапена. Оваа дисциплина веќе постои околу 20 години. Значи таа постоела и пред тоа, меѓутоа како борбена вештина во Франција. Во 90-тите е измислена од Девид Бел, исто така од Франција, значи 20 на години постои и многу брзо се шири. Значи во сите земји се организираат заедници, делегации, се прават клубови. Значи сега во моментот организираат и надпревари, значи ова паркурот нема надпреварувачки карактер. Значи секој си работи сам за себе. Значи да си постигне што е можно повисоко ниво на самодовер и на внимание. Најчесто тренинзите пред се ги изведуваме во сала. Значи во партизанот Орце Николов, каде имаме отворено и школа, работиме како секција на партизанот Орце Николов, кој е клуб со голема традиција во гимнастиката и тренерите што работат, значи таму ни помагаат многу како да совладаме паркурот полесно. Иначе надвор ги одбираме локациите каде што има по-урбани места, значи каде што има паркчиња на сите места, значи секаде различно. Секаде се соочуваме со различни препреки. Значи тоа е нашиот предизвик. На почетокот паркурот го изучувале војниците, а подоцна се покажал како користен и за пожарникарите, но денес буквално секој може да го практикува. Треба само малку повеќе храброст, жилба и секако смелост да ја победите гравитацијата.